11 пациенти повредени по пожарот во Окочани натаму се лекуваат во странство и се во стабилна состојба. Заменик министерот за здравство Јовица Андоновски информираше дека ќе се извршат прегледи на сите пациенти со цел да се утврди нивната здравствена состојба за понатамошна рехабилитација. Согласно решение на Министерството за здравство, од утре во наредните денови ќе се врши од страна на тим на специјалисти од пластика, од карил, од градска општа болница 8 септември, од Светинал Мохридски и од токсикологија, ќе се вршат прегледи во Кочанската болница и евалуација повторно, односно реевалуација на сите пациенти кои што се вратени од странство, а не само на кои што се вратени, туку на сите пациенти кои што беа третирани во нашата земја. Директорката на клиниката за пластична хирургија Јасмина Ѓорѓиевска-Павловска изјави дека доволен број медицински екипи се испратени во болницата во Кочани за лекување на повредените. Таа истакна дека пациентите кои се таму имаат потреба од полесна физичка терапија во споредба со оние во Скопје. Во меѓувреме, Андоновска додаде дека доколку има потреба да се испратат дополнителни лекари, ќе се изврши соодветна координација за тоа. Значи, претходно кога имаше повеќе пациенти, ние не одевме само еден, него одевме по 3-4 специјалисти кои што ги прегледувавме по поголем број на пациенти, не беше само еден, двајца, тројца. Од Козлево 40 пациенти, така ли беше? Од физикална што се физикална идат ли? Да. Одат од Скопје и прошлата недела беше поголем тим, сега сигурно одат со помали. Пошто тие се, стварно не знам многу за физикална да објаснам колку како, но тие повредени кои што се останати во Кочани, нивната физикална терапија е поедноставна за разлика кај нас. Ние имавме околу 200 повредени, потешко и полесно повредени во трагедијата во Кочани, од тие околу 115 беа испратени во странство лекување, значи од тие 115 во моментот се уште на лекување во странство се 11, а со потреба за лекување во земјата се 7 пациенти. Значи 18 пациенти со се уште незаздравени изгореници на кои има потребна и хируршки третмани. Со представниците на општината ќе се разговара за прскање од комарци во регионот, бидејќи тоа може да представува ризик за повредените.